Со исказ на вешто лице од судска медицина, денеска во судницата во Идризово продолжи судењето за пожарот во Кочанската дискотека Пулс, во кој загина 63 лица, а над 200 беа повредени. Рочиштето го следи Михајло Видимлиски. Михајло, кои се досегашните информации за судењето? Така е, Бубе, со оглед на тоа што судењето започна со задоцнување овде во судницата во Идризово за трагедијата со дискотеката Пулс во Кочани, се уште не е започнат исказот на вештото лице од судска медицина, односно на Александар Станков, кој што е директор на Институтот за судска медицина. Тој денеска треба да ги образложи обдукцијските наоди кои што беа презентирани на претходното рочиште и секако да одговори на дополнителни прашања и на обвинителството, на судот и на одбраната доколку ги има. Со доцнување, освен што започна рочиштето, претходно имаше и барања во однос на притворите од страна на одбраната, кои што бараа за да се укине мерката куќен притвор на дел од обвинетите. Обвинителството се уште не се произнело по однос на овие предлози. Тоа ќе го направи на некое од следното рочиште, но и одбраната на првообвинетиот Дејан Јованов дека денеска бараше од судот да ги исклучи семејствата на загинатите како јавност, со оглед на тоа што, како што кажа, добивал закани по живот за време на судењето, но и по завршувањето на претходното рочиште биле спречени овде на паркингот пред судницата во Идризово да ја напуштат самата судница и овде објектот. Меѓутоа судот посочи дека тие овде не се во присуство на јавност, односно не се во својство на јавност присутни на судењата, туку се во својство на оштетени лица. Како што кажавме, значи Александар Станков, директорот на Институтот за судска медицина, треба да го даде својот исказ, односно треба да одговори на прашањата на обвинителството, на судот и на одбраната во однос на обдукцијските наоди кои што беа презентирани на претходното рочиште. Секако сите детали од денешното рочиште, исказот на Станков во вестите во 15 часот. Те очекуваме Михајло Видимлиски со информации за денешното рочиште за Пулс.